Општина Карпош информира дека континуирано работи на зголемување на енергетската ефикасност и искористувањето на обновливи извори на енергија на својата територија, водејќи грижа за комфорот и условите за престој на децата во детските градинки и основните училишта. Во таа насока минатиот викенд започна поставувањето на фотоволтаични панели во општинските основни училишта Војдан Чернодрински и Владо Тасевски. Поставувањето на овие он-грид фотоволтаични системи представува огромен чекор кон заштеда на енергија, намалување на трошоците и зачувување на животната средина. Проектот е реализиран со поддршка од повеќе институции, вклучувајќи ја владата, Министерството за образование, како и Бирото за регионален развој и Скопскиот плански регион, велат од општина Карпош. Во петокот исто така беа поставени фотоволтаици во општинското основно училиште Братство. За оваа интервенција општината издвоила парични средства од буџетот во висина од 1 милион денари. Со ова училиштето ќе има заштеда на енергија, поготово во летниот период, кога нема настава, што значи дека тие ќе приходуваат на својата сметка за да ги намалат трошоците за струја во зимскиот период. Покрај оваа иницијатива се заложивме сите училишта да имаат вештачка трева на своите спортски терени. Во сите училишта ќе имаме по една компјутерска сала, исто така сите основци во Карпош. Од 5 до 8 оделение ќе работат на смарт панели. Сите училишни установи на наша територија ќе бидат реновирани, што значи дека целосно сме се посветиле на подобрување на условите за престој работа на наставниците и учениците, истакна градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски. До сега општина Карпош со сопствени средства постави вакви фотоволтаични системи во основните училишта Јан Амос Коменски, Лазо Трповски, Димо Хаджидимов, Петар Попарсов и Вера Циривири Трена. Општина Сопиште денеска беше домаќин на иницијативата Каде што срцето е дома, во рамки на која министерот за локална самоуправа Златко Перински заедно со неговиот заменик Ерџан Селими остварија работна средба со градоначалникот Стефче Трпковски и членовите на општинскиот совет. На средбата, како што посочија од Министерството за локална самоуправа, се отвориле повеќе прашања од значење за граѓаните на Сопиште. Општина составена од 12 населени места со различни, но еднакво важни потреби. Посебно акцент бил ставен на подобрувањето на патната инфраструктура, обезбедувањето на стабилно и квалитетно водоснабдување, а на средбата се разговарало и за измените на Законот за локална самоуправа, кои значително ќе придонесат за поефикасни локални самоуправи. Министерот и градоначалникот заеднички ја истакнаа важноста од координирана соработка меѓу централната и локалната власт како клучен предуслов за долгорочен и одржлив развој. И двајцата беа согласни дека преку ефективни решенија приспособени на реалните потреби на жителите се гради стабилна основа за подобар животен стандард. А кога има визија и соработка, резултатите и напредокот се неизбежни, стои во соопштението од Министерството за локална самоуправа. Иницијативата Каде што срцето е дома продолжува да го зајакнува диалогот меѓу институциите, создавајќи услови за модерни, функционални и европски општини, со подобри услуги, подобра инфраструктура и подобар живот за сите граѓани, велат оттаму. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски на социјалните мрежи информираше дека направил увид во градежните работи на новата детска градинка во Бутел 2. Таа се гради на местото на старата градинка која била изградена во 1964 година. На тоа место ќе има нова и модерна детска градинка. Новиот објект ќе се простира на 1800 метри квадрат. Ќе има 3 влеза, 7 занимални со 7 спални соби, 2 занимални со заеднички спални соби и една модерна просторија за јасли. Ќе има и посебна просторија за изолација и медицинска сестра, како и млечна кујна. Новата градинка ќе има капацитет за 200 деца, ќе ги исполнува сите модерни услови за згрижување на деца од предшколска возраст. Реализираме големо барање на граѓаните. Ова е капитален објект кој ќе го реализираме после долги години лажни ветувања. Ова е најголемата инвестиција во населеното место Бутел 2, напиша Костовски на социјалните мрежи. Град Скопје информираше дека е завршена реконструкцијата на улицата 808 во општина Газибаба, која беше во катастрофална состојба поради повеќе децениското неодржување. Како што соопштуваат од градот, се работи за една од најфреквентните сообраќајници во овој дел од општина Газибаба. По истата се движат и голем број на товарни возила, бидејќи се работи за индустријска зона. Во првата фаза по подготвителните градежни работи целосно се реконструираше водоводната мрежа и останата хидротехничка опрема.
со цел комплетна обнова на мрежата во овој дел на градот. Воедно се изврши реконструкција на атмосферската канализација, како и замена на нефункционалните сливници, со што во иднина се превенираат поплави на овој потек, велат од град Скопје. Нова фреквентна сообраќајница на потек од крстосницата со улица 16-та Македонска бригада до крстосницата со булеварот Киро Глигоров покрај новата водоводна и канализациона мрежа. Реконструкцијата опфати обнова на коловозот на површина од 9200 квадратни метри, а дополнително се изведува и соодветно пешачка и велосипедска патека од двете страни. Градежните работи на улицата 808 ги изведе јавното претпријатие улици и патишта Скопје, се додава во соопштенијето од град Скопје. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски го посети Сдруженијето на пензионери, каде ученици од 7 одделение од училиштето Јохан Хајнрих Песталоци се дружеа и соработуваа со повозрастните и активот на жените пензионерки. На работилницата која се удржа учениците имаа можност да учат традиционални вештини како шиење, изработка на ракотворби и подготовка на домашни рецепти. Денеска бев сведок на нешто навистина убаво. Генерации од различни времиња обединети во почит и блискост. Нашите ученици учеа како се шие, како се прават пити и сладки, но уште поважно учеа што значи трпение, љубов и создавање дом со душа. Ова не се само вештини, ова се животни вредности, истакна Герасимовски. Овој настан е дел од поширокиот проект што општина Центар го поддржува во сите основни училишта на општината. Проектот е во насока на наставната програма за изборниот предмет вештини на живење, порано познат како домаќинство. Целта е да се пренесат вредни животни вештини на учениците, кои не само што ќе им бидат корисни во секојдневниот живот, туку ќе помогнат во градењето на мост меѓу генерациите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во